Мора да се менува содржината на фестивалот и Стибанско здравоживо, со што би се овозможило и намалување на вкупните расходи кои се натовар на општинскиот буџет. Речиси секоја година ја надминуваат сумата од 1.000.000 денари. 2016 година се околу 1.300.000 денари во кои Министерството за култура партиципира со само 250.000 денари. Најголем дел од средствата, од околу 800.000 денари, се за храна и сместување на учесниците. Опозицијата побара ревизија на целокупниот финансиски извештај кој на оваа седница не ја доби потребната мнозинска подршка. Финансиското работење пак на јавното претпријатие Солидарност за првите 9 месеци од годината не наметна полемики помеѓу власта и опозицијата. Извештајот и програмата за одржување на комуналната хигиена ја добија поддршката од Советот. Гимназијата Ванчо Прке го доби позитивното мислење од Министерството за образование и Советот за основање паралелки со 16 до 20 ученици, како во гимназиското, така и во стручното образование. Советот едногласно ја поддржа и програмата на Основното училиште Славчо Стојменски за изведување наставни екскурзии во учебната 2016-2017. Есенската сеидба на територијата на општина Виница е планирана на површина од 704 хектари и со 93% е завршена. Најзастапени се житните и индустриските култури, а значително намалување има кај површините со афион од планираните 15 хектари, досега се засејани само 2 хектари. Извештајот кој го усвои Советот беше образложен од раководителот во подрачната единица на Министерството. По претходни барања од семејствата, Советот вчера ги разгледа и одобри по 20.000 денари на 3 фамилии, чии куќи пред непол месец беа зафатени со голем пожар. Советниците реагираа на нереализираната одлука од страна на општината за спроведување на еднонасочен сообраќај на улицата Пионерска, а укажаа и на недоследности во реализацијата на проектот за регулација на коритото на река Осојница.